Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Со културно-метничка програма и спортски надпревари во кои учествуваа најмладите од детската градинка и од основните училишта во Кочани, започна одбележувањето на 8 април, меѓународниот ден на ромите. Во организирањето на активностите се вклучија невладините ромски здруженија, а подршка дава и локалната самоуправа. Во рамки на одбележувањето на 8 април, светскиот ден на ромите, во спортската сала на основното училиште Никола Карев се одржа културно-забавна програма од проектот Инклузија на децата роми во градинките. Во програмата настапија децата од големите групи од детската градинка Павлина Велјанова. Исто така, во организација на Сдруженијето на роми Авена започна и турнир во мал фудбал за учениците од основните училишта. Во рамки на одбележувањето на Денот на ромите, во Паркот на Револуцијата беше организирана изложба на традиционални занаети и јадење на ромската заедница. Исто така се одржа и културно-метничка програма, на која настапија фолклорни, музички и ритмички состави од Кочани. Центарот за култура, комуникација и едукација на ромите Светла иднина е организација чија мисија е насочена кон одржлив развој на ромската заедница, преку јакнење на капацитетите на заедницата и промовирање на мерки за масовно вклучување на процесот на донесување на одлуки и креирање на јавни политики. За оваа цел, ние ги користиме сите наши ресурси за афирмирање на демократските процеси, толеранција и добрите меѓуетнички односи за взаемно добро, доверба и благосостојба во ромската заедница. Работиме темелно, тимски и доверливо, секогаш во согласно со потребите на заедницата. Нашето мото е: ние сме создадени од народот и служиме за народот. Во организирањето на активностите по повод меѓународниот ден на ромите, освен граѓанските здруженија и образовните институции, подршка дава и локалната самоуправа на Кочани. Ме прави многу горд и среќен што денеска имав прилика да видам како се решава и проблемот на вклучувањето на децата од ромска националност во предучилишното образование и секако тој тренд треба да го продолжиме или да го задржиме и да го надоградиме и во училишното образование и во високото образование, се со цел што поголем број од ромската националност биде вклучена покасно и во сите процеси на градењето на нашето заедништво и на една подобра иднина за сите граѓани во општина Кочани. Тоа сум свесен дека нема да биде ни малку лесен и едноставен процес, меѓутоа тука сме да работиме упорно и напорно, изнаоѓајќи разни алатки, разни решенија на секој проблем, се да допринесеме навистина за едно добро заедничко живење. Одбележувањето на 8 април, меѓународниот ден на ромите, ќе продолжи и в четврток. При тоа, според изготвената програма, се предвидува да бидат представени роми од општината кои имале значајни достигнувања во различни области. Продолжува изградбата на регионалниот патен правец, што ќе ги поврзува општините од Виница до Карвинци. До почетокот на летото треба да биде завршена и асфалтирана делницата меѓу Теренци и Кучичино. Градежна механизација на јавното предпријатие Македонија Пат ја започна изградбата на втората фаза од патниот правец Теранци и Кучичино, што е дел од регионалниот пат Виница-Штип. Делницата е со должина од 3 километри, а во моментот се врши порамнување и проширување на теренот, пошто до почетокот на летото се планира да се асфалтира коловозот. Овој патен правец е дел од регионалниот пат кој ги поврзува општините Чешиново, Облешево, Зрновци и Карбинци. Со неговото комплетирање ќе се намали интензитетот на сообраќај што се одвива по магистралниот пат А3, а воедно за жителите од селата Подплачковица ќе се скрати пристапот до соседните општини за околу 10 километри. Изградбата на патот од Теранци до Кучичино е дел од програмата на јавното предпријатие за државни патишта на Република Македонија за изградба на регионалната делница што ќе поврзува 5 општини. По завршувањето на делницата, источниот регион ќе добие комплетно ново алтернативно сообраќајно решение од Виница до Штип. Инвеститор во изградбата е јавното предпријатие за државни патишта, од каде се обезбедени потребните средства за изградба на целиот патен правец со должина од над 19 километри. Пробивањето и асфалтирањето на делницата меѓу Теранци и Кучичино ќе чини околу 15 милиони денари.
Кочанските комуналци го расчистија отпадот што беше расфрлан покрај патот на делницата од Клучката кај село Бели до градската депонија. Истовремено упатуваат апел до граѓаните оваа делница да не ја користат за изфрлање шут и други отпадоци. Екипи на комуналното јавно предпријатие Водовод спроведува акција за чистење на потегот од Клучката кај селото Бели до градската депонија на регионалниот пат Кочани-Пониква. Оваа делница и нејзината околина што долго време беа затрупани со комунален смет оставаа грда слика за посетителите на планинскиот туристички капацитет. Општина Кочани преку своите надлежни служби апелира граѓаните да покажат повисока култура и свест во изфрлањето на отпадот и воопшто во однесувањето кон животната средина. Неодговорното и несовесно однесување резултира и со се повеќе депонии од градежен шут како на патот кон Пониква, така и во градската средина и во населените места, што е доказ за злоупотреба и наградување на непосредната околина. Одговорните субјекти ќе продолжат со расчистување на околината, а за непочитување на повикот за соодветно изфрлање на отпадот во наредниот период, службите ќе преземат соодветни казнени мерки. Истовремено се најавува дека во наредниот период ќе продолжи и одржувањето на хигиената на Пониква. При тоа неопходно е посетителите да ги одлагаат отпадоците во поставените контейнери, што екипите на Водовод редовно ќе ги празнат и одржуваат. За секое недомакинско однесување кон комуналната опрема или за расфрлање на сметот, исто така против сторителите предвидени се соодветни законски мерки. Клубот за планинарски спортови Москито од Кочани се вклучува во проектот за изградба на засолништа и подобрување на условите во планинарските домови во Македонија. При тоа ги повикува сите планинари и љубители на природата со своји донации да помогнат за успешно реализирање на иницијативата. Клубот за планинарски спортови Москито од Кочани активно се вклучува во иницијативата за реализација на проектот со символичен назив "Инвестирав во планинарски дом", што започнува да се реализира во Македонија. Иницијативата е заснована на принцип на донации, кои граѓаните и планинарите можат да ги направат директно кај одговорните лица на планинарските клубови. Символично за возврат, секој донатор ќе добие сувенир значка со дизајн на иницијативата. Основната цена на значката, односно минимумот што може да се донира, е 120 денари, а идејата е преку масовност да се дојде до средства со кои ќе се инвестира и ќе се подобрат условите во одредени планинарски домови или во засолништата. Од Клубот за планинарски спортови Москито даваат подршка на иницијативата, при што, како и кај другите клубови, значките ќе ги делат председателите, а средствата ќе се уплаќаат на посебна жиросметка на Федерацијата на планинарски спортови на Македонија. На овој начин, секој поединец или компанија може да се вклучи и да помогне со донирање средства на оваа жиросметка. Носителите на проектот велат дека распоредот по кој ќе се започне со реновирање на домовите и местоположбата на засолништата ќе ги одредуваат сите клубови и планинари со своји предлози и идеи, по принцип предност да имаат пределите и планините каде што нема никакво засолниште, а неопходно е за безбедност на лицата кои престојуваат во планина. Целта што е зацртана е на секои 6 месеци да се поставуваат по 2 засолништа или да се реновира по еден дом и истиот да се стави во функција како што бил порано. Од Клубот за планинарски спортови Москито ги повикуваат заинтересираните за донации од нашата општина да се јават кај председателот Круме Цеков. Со литургии и читање часови и евангелија започна празнувањето на најголемиот христијански празник Великден. И годинава, како и лани, во храмот посветен на светиот великомаченик Ѓорги на Воскресение Христово, директно од Ерусалим, ќе биде донесен благодатниот оган. Со читањето часови со литургија на претходно осветени дарови во православните храмови започнаа великденските празнувања. Во Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорѓе во Кочани на Велики четврток ќе се одржи вечерна со Света Василева литургија, по која ќе се изврши општ маслосвет, а вечерта во 18 часот читање на 12 страстни евангелија и изнесување на свето распетие. На Велики петок царски часови, вечерно богослужение и изнесување на света плаштаница и во 18 часот облакување на гробот Христов со пеење на статиите. Велика сабота вечерна со Света Василева литургија, 23:30 часот полунокница со биење на камбаните.
Велика сабота исто со почеток во 7 часот Света Василиева литургија, додека веќе во 11:30 часот вечерта ќе дојдеме повторно во црква, нели ќе се кружи по традиција 3 пати околу црквата ќе се читат воскресното евангелие, пошто нели продолжуваме сутрената пасхална богослужба и со Светата Златоустова воскренска литургија. Апелираме да кажеме на луѓето, бидејќи се во заблуда, тие мислат дека целата богослужба трае само додека се кружи околу црквата, значи тоа е само почетокот на богослужбата, нели откако завршува сокружењето сите заминуваат, значи тоа е една голема грешка и добиваме една лажна слика дека многумина имаме присутни на богослужбата, што не е всушност така, значи по кружењето продолжуваме со утрено богослужение кое завршува нели со литургија, сите оние кои што се подготвени се причестуваат. Утредната во недела во крстилницата со почеток во 8 часот ќе има исто Света Златоустова литургија, по која следува читање на Евангелието на повеќе јазици. Во понеделник по традиција ќе чиноначалство на Златоустовата литургија неговото високо преосвештенство митрополитот Бергалнички господин Иларион. Утрената е во 7 часот, литургијата во 8 и во вторник, трет ден, Велик ден, исто како во понеделникот, во 7 часот утрена со Златоустова литургија. Свештениците од Кочанскиот храм информираат дека и годинава како и лани во храмот посветен на светиот великомаченик Ѓорги на Воскресение Христово Великден директно од Ерусалим ќе биде донесен благодатниот оган. Арсовски додава дека во однос на причестувањето пак може да пристапи само оној кој постел во текот на постите согласно благословеното, иако е исповеден пред духовен отец. На Велика сабота голема хуманитарна акција за помош на Андре Стојанов организираат млади лица од Кочани. Акцијата е со цел да се соберат финансиски средства потребни за лекување во Русија. Хуманитарна великденска акција за помош на Андре Стојанов организираат група млади од Кочани, кои што изработија великденски украси и ќе вапцаат великденски јајца, ќе ги продаваат на штандови кои што ќе бидат поставени на повеќе локации во градот. Целта е собирање финансиски средства за лекување на Андре во Русија, кој што боледува од церебрална парализа, а лекувањето треба да му помогне и да му го подобри квалитетот на живот. Во сабота пред Великден организираме хуманитарна акција за помош на Андре Стојанов. Акцијата ќе се содржи од штандови. На штандовите ќе има поставено великденски украси и великденски јајца. Штандовите ќе бидат поставени на 3 локации: во трговскиот центар пред бутикот Актив, кај ресторантот Огниште и во близина на Фотолун. Ги поканувам сите граѓани да дојдат и да посетат акцијата и да му помогнат на Андре Стојанов. Исто така организираме и продавање на великденски честитки, исто така тоа е по повод хуманитарната акција за Андре Стојанов. Честитките се со цена 30 денари ќе бидат за деца, а 50 денари за возрастни. Честитките главно ќе ги продаваме по трговскиот центар и по основните училишта во општина Кочани. Исто така во саботата, односно петокот, ќе се продаваат јајца, по великденски јајца по овде во градскиот трговски центар, во кафичите и во пицериите, и е договорено со сите кафичи од Кочани и сите пицерии за овие денови за великденските празници да има процент кој ќе го донираме на Андре Стојанов. Цената на јајцето значи немаме цена на јајцата, тоа кој колку може и колку сака да донира. Затоа ги поканувам сите граѓани да бидат хумани и да му помогнеме на Андре да отиде во Русија на лекување. Штандовите ќе бидат поставени во сабота во текот на целиот ден, како и во вечерните часови, непосредно пред празнувањето на најголемиот христијански празник Воскресението Христово.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.